Никад, јас другар долго време знам дека си психички нестабилен и испукана петарда, ама не верував дека и Facebook, брат, ќе ме потсети. Тончи, пушти да видат на што најдов. Што ти е ова, бе, царе? И ова е антологија, бе. Антологија вака на Facebook, само кај тебе човек може да види. Си правев тим и си го ставив на Facebook. Ова е тим од играчи ки им ги сватиш афинитетите, ќе видиш кои се. Кан, Стам, Матераци, Кордоба, Гатузо, Вини Джонс, ена ти го Симеоне, Джои Бартон, Диканио Кантона. Диканио. Не, бе, не. Каде со оваков тим, бе, ја кредит би дигнал Стамбен и би платил пари овој тим да го видам еднаш против ПСЖ и против Манчестер Сити. Сега ќе ти покажам ја што е тим. Тончи, пушти. Е овој тим, Никац, нешто ново сака Премиер лигата да воведе. Добро. И ова се номинации за првата година да влезат во куќа на славните во Премиер лигата. Така. Ако не се лошам, чисто идеја, Тиери Анри и Шилер веќе влегоа, први двајца што влегоа во куќата на славни. Така и ова е. Кандидатите, а? Ова се прави кандидати, а не тоа твоето поглед. Джон Тери, Рио Фердинанд, Тони Адамс. Немања Видич. Ван Перси, Видич, Овен, кој да го прочиташе, брат? Ова е име и презиме. Добро, ова више личи на куќа на славни. Само тие моите од преска, тоа не е куќа на славни, тоа е специјална единица. Знаеш кој фали тука? Кој? Попов. Горан Попов. Без него таа куќа на славни не е куќа на славни. Така да пропаѓа ова. Се надеваме дека ќе им успее Кога решите идејата Попов да го викнете, тоаш пак ќе ве пуштиме на екранов овдека. И на какво ниво е Премиер лигата заслужува да има куќа на славните. Ние видовме овдека куќи на славни, список ваков, список онаков, меѓутоа ние градиме се една куќа, малце специфично, тоа е куќата на оние. Е така. Куќата на Златна Копачка која ќе ги собере под еден кров тие што ќе можат Македонија да ја гледаат на европско првенство во живо. Веќе ги има првите двајца кои со себе ќе си понесат уште по еден придружник на европско. Останува последната трета фаза која почна веќе ево тек неколку дена трае. Моментално Благоја, Илија и Ќамуран ни се на првите 3 места. Од ден во ден, од сад во сад се менува ситуацијата. Европското се ближи, последна етапа е ова, нема четврта поправна. Така Не што заборавајте и доколку имаш 10 уплатени тикети на ден Никац, имаш поголеми шанси и нормално повеќе се бодува и секој добиен пар, секој плюс пар на тикетот, се тоа значи влегува во бодувањата. Секако повеќе за оваа награда, за овој надпревар на Златна Копачка може и да прочитате на zlatnakopачка.mk. полуфиналињава Лига на шампиони, колку и да не ми се по кеф признавам екипите, донесоа каде новитет, убав фудбал, затоа што претходните полуфиналиња можда и не биле такви, ама донесоа и нешто старо што никако не е ново. Не знам што гледаш убаво. Кај гледаш убаво кога во прашање еден Тимо Вернер, реци. Пуленот твој што ти го бранеше, да не се заборави, документирано е тоа. Покајав. Дури и Google како го распознава Тимо Вернер, ајде Тончи, пушти ни, глеј. Укуцаваш Вернер мис и глеј, ти искачаат 20 можни солуции. Што сакаш, Вернер мис на Европа да не сакаш да ти излезе. Версус Лиц, Фулам, Барнли. Ова да стиснеш Вернер гол да пишеш, дали ќе ти извади било што? Проколна те, брат. Јас знаеш што викам, тој треба да дојде у Делјадровце има една баба што бае на олово, да му ја тргне. Треба да му збае. Клетвата да му ја тргне и да продолжи човек, зашто има афинитет, има талент и е класа играч. Ја мислам тој го ки се појави на врата, кажеш бата, јас сега сум работел, а ти не си за кај мене. Ништо, Челси нека треба да се крсти у друг човек, не у Тимо Вернер. За него па ја признавам дека можеби ја бев малце скептик. Многу јасно и после тоа дека ја презема, нели, клучната тренерска палица од Лампард, многу мина очекувавме дека можеби не е добар потек баш на среде од сезоната, мада се покажа Тухел не совладлив кога во прашање се
тренерските ривали на европската сцена. Погледнете. Симеоне на 2 пати Auf Wiedersehen, Гвардиола победа против Сити, против Клоп, против Мориньо, Анчелоти и нерешено со Зидан 1-1. И тоа на гостински терен, така да Челси е во предност, Види. има гол на гости и верувам дека Свака му ќе игра част на финале. Тухел, него мене ми е само да не биде Тухел во Челси кој што беше Роберто Ди Матео, донесен на полусезона и да биде чудо за една полусезона. Ди Матео лап на Лига на шампиони со Челси и после го снема, се шеташе у ВБА, у Шалке, за денеска човеков да не е ни тренер никаде. А друго во полуфинале, што ќе кажеш? Што ќе кажеш? Што да кажам, брат, Пепе стварно страшен тренер, страшен тактичар. Виде што им направи на ПСЖ у гости. Виде како висок пресинг на фудбал им играше на 2-1. И покрај тоа што ПСЖ први поведува, усилени дека ќе го истепаат Сити како Бајерн и како Барса, кај беше Мбапе? Кај беше звездата што се отвори, разочара милиони Кај беше? низ Европа и светот? Кај беше? Кај да биде? Гледа снимки што правил против Рен, против Ница, против Лориен и се теши дека ќе земе златна топка. Има слика што го сликува буквално Мбапе. Ајде да видиме. Погледни каков беше доле против Манчестер Сити сега, а како беше против Барса и Бајерн. А се јачаше дека е Донатело против Барса и против Бајерн. А сега Тој е што гледа цртани, си ги знае ликови. Мбапе од AliExpress. Еден многу јак податок дека Мбапе имаше 30 контакти со топка, а Едерсон, голманот на Сити, имаше 31. И тоа не е она контакт со топка кога он бранел топка, него кога играл со топката у нозе. Поиш од Мбапе се изнајде. Иако не би сакал премиер лигашко финале, ама се насмени. Сити А Челси. инаку полуфиналето меѓу Сити и ПСЖ голем дел од светот го виде вака. Со поинакви очи, Со многу. поинакви очи, да, е. Ова може да го крстиме Ел Кешико. Ел Кешико, баш Ел Кешико. Нелата Катар страна. против Емирати. Така тоа се газдите на Сити и ПСЖ. Ќути дека не им дозволиле да почнат да натурализираат играчи и репрезентациите вака да им изгледаат. Така да и односите меѓу нив и на политичка сцена не се како што треба да бидат, па така да Емиратите успеа и газдите тука на си- Сити издоминира. Знаеш кој престиже меѓу нив, Види, бе, брат? па на нив Не ова знаеш им е, што прават ова со на пари, нив им си е играат поле фудбал. да си ги измерат богатствата Така, и моите. кој до каде. А ние се мериме барем во репрезентативен спорт, пошто во клубски можеби не нема Да, вамо ама таму. убаво ни иде на репрезентативно ниво, буквално во секој спорт, Во осим кошарка. репрезентативен фудбал си го чекаме европското. Кошарката очекуваме да пркне веќе летово со Ќе предквалификациите. пркне од самото дно па нагоре, долг е патот, ама да очекуваме, да Више немаш кај веруваме. надоле да идеш. Да веруваме дека може. Најважно ракометот. Ракометот Викендов не држи изградува континуитет. ракометот. Така е. Си ја победивме Финска во гости, иако прво полувреме беше Тешко, покуци, тешко. потегни малце. Ама тактички Лазаров си изигра налик на тоа што го поседуваше Финска на теренот, се обида малку со млади сили да види како ќе делуваат. И видовме дека потешко ни оди, дадоа газ у второ, заслужено си за верие уште еден европски шампионат и така. останува уште утакмицата со Швајцарија в недела. Никас после еден нов ракометен успех, нормално и очекувано, наш нов гостин во Голгол 3+ да биде од свирата на ракометот. Се погриживме тоа да биде од старата гарда, човек кој најубавите денови, најубавото потрошено време на ракометот го има минато во Металург, остави нормално белеки во ракометната репрезентација. Меѓутоа јас би кажал и човек со доста изострен аналитички сенс од после кариерата да ги согледа работите од страна, онака како што кај нас мислам дека општо во сите спортови ретко кој има око да ги види. Така и се задржа во ракометот во онаа база за формирање млади, за развој на ракометарите млади кај нас и секогаш знае да даде еден добар стручен коментар. Горан Ѓоргомовски. Браво, дечки. Добро ни дојде. Добро иде. Едно внимание Охо, од нови нас како- дресови никаде. како организација. да. Што ще правиме со дресови, бе? Па, Ова уште етикета не е извадена. Ла. Ево го.
Лазаров. од еден проект кој што мислам дека беше и е доста сериозен за овие простори. Во Па, дел на млади покажавте зави, бога ми. Во дел на млади категории. Така е, така е. Доста сериозен и затоа сакав ете ако играте Одлично. некој баскет, некој фудбал, Јас сум по фудбалот никад се ни по едното ни по другото. Ќе се Неколку го навичам. приличаш PlayStation. како джамлиите сум. PlayStation може игра, така. 10 години во пензија. Па да, Од играчка во кариера. во јуни да, 10 години откако завршив, морам да кажам многу рано за мои сваќања, ама како што кажав и кога влегував овде уште се влечам на некој начин со На 30 со повреди. години, 32 имав, 79, јас сум роден сега веќе далечната 79-та година. Рано затоа што јас многу доцна влегов во некој посериозен ракомет, да кажам. Значи, доста време потрошив, да кажам, од влегување во некој, ајде да кажам, професионален спорт, затоа што можам да кажам дојдов во Металург 2001. Металург не беше на тоа рамниште да кажеме ние дека е професионален, иако ретко за кој клуб во Македонија може да се каже дека е професионален. Збориме како баш да биде имплементиран така, не да биде на хартија, иначе на хартија имаме многу професионалци, професионални клубови. И некаде можам да кажам дека од 2004 веќе мене тоа ми беше доминантна дејност и со студирање завршив и се насочив на кај тоа од нормално од причини како растеа и финанси, како растеше клубот, како се најдов јас тука и така да можам да кажам од 2004-2005 јас веќе можам да кажам дека само со тоа се бавев и затоа викам многу кратко. Мислам дека требаше, имајќи предвид дисциплината која што ја имав, барем јас така си размислувам, дека требаше уште барем 2 години да играм, но беше тоа се сплет на околности од мојата физичка конструкција, антропологија, како бев создаден, како дојде Червар 2009, почнав да пукам по сите шалови, што викам јас, да се јавуваат повреди, така. Да продолжеше тие 2-3 години, ќе го фатеше оној период кога верувам Металург кулминираше на европската сцена. Да. Оваа дистанца жали за тоа? Па добро, види, од аспект дека јас можев да останам во Металург, не можев да останам во Металург, затоа што јас кога се вратив од Хрватска, од Светско, веќе бев и претходно бев повреден, јас таму играв повреден со блокада, кога се вратив почнав да го лечам коленото, никогаш не го залечив како што треба, почна и половината да јавува проблеми и Лино едноставно мене ми кажа дека човече поише си повреден, него здрав, значи ваков не ми требаш. Така. И пак ќе кажам од тој аспект ја немам према него нешто дека тој човек, тој тренер нешто едноставно тоа беше фактичката состојба, слободно можеш да дојдеш во друг клуб, така ми кажа и од управата, но овде не можеш поише да играш. Така да ги фатам тие години во Металург, немаше да ги фатам, можев да одам во некој конкурентен клуб што ни беше голем конкурент во Македонија. А имаше понуди? Во животов 2 пати имав сериозна понуда од Шпанија и од Полска, кога не се одлучив и ми е жал само заради тоа да видам како е да играш надвор во друга земја и тоа од тој аспект. Иначе како апетит и задоволување на спортски амбиции, во Металург го имавме тоа. Значи Металург растеше, играше и Лига шампиони и пред Лино, не дека со Лино дојде Лига шампиони, но по широката јавност така го акцептира тоа како дека со Лино дојде Лига шампиони затоа што успесите дојдоа. Реално нивото, буџетот и организацијата се крена на уште повисоко ниво. Иначе ние прв пат освоивме титула 2005-2006, игравме Лига шампиони со Кил, со чеховски медведи, со норвежаните и така натаму. Значи, сакам да кажам, од тој аспект ми е жал само што не отидов да видам како е, а не отидов затоа што бев под договор и клубот во моментот не ме пушташе, му бев потребен. А интересно е само ова дека сме тука никад паралелно додека го градеше костурот во Металург, го градеше и во репрезентацијата и кога почна нели оние успеси после 2000 и светското 9-та кога беше нели после фативме континуитет, тука застана и твојата. Да. Па добро, многу интересна анегдота има, секогаш ја кажувам. Јас и Јаце Јоновски останавме во Струга 2000-та година
и игравме како на лајче, што викаат Србите на кашика. Наредна година Аце си замина во Битола, јас си замина во Струга, во Металург. Ова е јуни 2001. Во октомври 2001 двајцата имаме за сениорска репрезентација прв повик. А пред 3 месеци во Струга не сме играле. И се гледаме на прв повик, на прв собир со Бугарија имавме некои пријателски. И тогаш ја прв пат влегов, значи многу па се повредив, менискус ми пукна менискус. Долго време бев во репрезентација, ама бев невидлив. Сега тој период од 2001 до 2007 Македонија нонстоп добиваше некои бараш противници од типот на Унгарија, Исланд еднаш два пати, Словенија беше со Вујовиќ, ни падна, кај нас беше Вујовиќ со Словенија. Ние цело време не бевме, ајде да кажам, блиску или бевме многу тешко беше да се пласираме. До 2007 година, кога дојде таа група со Бугарија и Португалија, кај што Борко го фати тој пенал со Португалија последна секунда, па дојде Исланд на отварање на Борис Трајковски, Исланд помина овде како што помина. Отидовме таму, се пласиравме на светско, така трна и приказната, така и некако јас во некој склоп на околности. Во принцип во спортот треба да имаш и доза на среќа, спортска среќа, да си на местото да искористиш. Многу е важно за децава што сега растат да знаат дека нонстоп ја читаме сега. Го земале овој, овие ги заборали, и нонстоп, овие ги заборали. Тие луѓе не треба да се откажуваат, ќе дојде нивното, ќе дојдат, дали некој ќе се повреди, ќе се откаже, ќе приде пес, ќе дојде нивното, мора да работат, да тренираат и да го искористат, или што вика Кире, да се качиш на златниот воз, значи се качуваш или не се качуваш и тоа е тоа. Кога зборуваме за еве го спомнавме Металург неколку пати, се чини дека Металург и домашната лига некако своите патишта како да ги тераат контра Металург, контра во смисла Металург сега не е тоа што беше во времето кога ти играше, меѓутоа се чини дека лигата има повеќе екипи кои што може да конкурираат за највисок пласман. Лигата, да. И колку можат реално да му се заканат на Вардар? Во перспектива, освен Еврофарм, многу тешко на овој Вардар сега. Иако моето лично мислење е дека Вардар без разлика што ќе донесе наредна година, сега читаме и за некои тренери, нивото свое веќе го спушти надолу. Еврофарм, дали ќе го загрози, мислам дека единствен што може и по буџет да го загрози и по тој луѓето што стојат позади, значи ние ги знаеме многу добро што сме во фелата, тие се единствени, иако во моментов, она што го кажа председателот Михајловски, е точно дека во моментов тие се класа над сите, како и да го сватиме ние тоа, Еврофарм со овој состав на играчи не може да го загрози Вардар, сепак Вардар има неколку играчи таму кои што се ајде да кажам стари волци, искусни и квалитет. И така да во перспектива да се вратам сега на прашањето, лигата наша, јас ајде да кажам ја познавам лигава од 95-6 година. Мислам дека е можеби најквалитетна во новиот милениум. Во голем дел тоа се базира и на делот со ваучер системот кој што се воведе 2017, кај што е доста и повеќе клубови посериозно го доста сваќаат екипи веќе видоа база како да се финансираат, видоа начин како да се финансираат. Се поклопува тоа што Еврофарм застана позади ракометна Битола. Од друга страна, Македонија единствено што го изгуби, или не го изгуби, него го спушти нивото е Металург. И тука мислам дека ќе се почувствува тоа на националниот тим во сите селекции надолу. Тоа ќе го почувствуваме уште сега брзо или понатаму? Ние веќе го чувствуваме, но го држиме на апарати со Стоилов, Миркуловски, Лазаров. Тоа е мое мислење. Дејан Манасков, Гоце Георгиевски, го држиме на апарати. Како што сега се одвиваат сите овие работи, ни предстои пауза и од светот. Па јас се надевам, мислам дека и главната цел на моменталниот стручен штаб на чело со Лазаров е да се бајпасираат овие година и пол, можеби две, да можеме некако сега да се протуркаме до наредно светско. Затоа и нели се врати Миркуловски, затоа што се одржа. Ете и Кире уште е во игра
И мислам дека ако ние се пласираме на наредно светско, доаѓаат играчи од 2000-та, 2002 кои што можат да одржат ритам, иако ова е се, пак ќе кажам, ние сите се надеваме дека е така, но познавајќи што значеше Лазаров за репрезентацијата на терен, ван терен и ова, мислам дека многу тешко ќе останеме во ритам на големи надперувања. Има играчи, еве тој почна да ги воведува некој од 2000-та година и на среден бек и на голманска позиција. Има и лев бек кој што доаѓа 2002, но нив ќе им требаат 2 години за да дојдат во ситуација да можат да се носат. Дали Кирил Лазаров е правиот избор за моментално на селекторската функција? Претходниот 12-13 години, ова ни е сега најосетливиот момент во репрезентацијата и многу коментари имаше. Од една страна дека Кире нема доволно искуство тој да биде човекот кој што ќе го преброди овој осетлив момент, додека други говореа, па и до сега Кире беше најгласен на тајм-аутите и покрај жив селектор. Нема ништо спорно од крајов на твојот муабет сега. Нема ништо спорно што Кире бил најгласен. Значи Збориме за деловитост, за мене апсолутно нема ништо спорно. Тоа се случува во секој нормален спорт, иако ние мислиме дека во Европа и во светот дека селекторот, тренерот е, значи тој е апсолутен владар и дека сега сите овде се 14 или 16, сите се еднакви. Тоа е, мислам да верува некој, небулоза, приказни за мали деца. Так. Нормално е дека Кире со искуство што го поминал како никој друг во историја на македонски ракомет и во моментов ја поминува, нормално е дека ќе учествува во носење на одлуки во смисла на терен, на тајм-аут. Дали е за него спорно што е селектор, мислам дека тие што не се добро запознаени можат да го оспоруваат тоа, затоа што тој претпоставувам уште кога влегол посериозно во ракомет, ајде да кажеме последниве 10 години, веќе размислува и анализира и се насочува кон тоа дека еден ден јас сакам да работам во ракомет, ќе бидам тренер и тој во моментов последните 2-3 години е спремен за да биде тренер. Само ти треба да препознаеш кој во перспектива може да ми игра, што ми треба во перспектива, да викниш што повеќе играчи, да ги пробаш, да видиш дали го акцептираат системот, што ти мислиш дека е добар, зашто Македонија ќе го смени системот, неминовно, значи ние ги немаме сега Мојсовски, Миркуловски и Лазаров. Немаме такви профили. Тоа го више и го прикажуваат на терен. Да, значи ние ги Финска се виде прво полувреме, така. нели, отсуството на лидерите во тимот, за да во второ да загризиат малку повеќе од колку што треба за да се изборат. Да, мечот со Финска реално по мене треба малку да не замисли дека Финска дојде, мислам не дојде, него настапи со без печес играчи, значи настапи со еден млад состав. Исто и ние почнавме со еден релативно млад состав и видовме кај сме према Финска во тој дел. Гал. Тоа е нешто што треба да не загрижи, но од друга страна подобро е така него ние да почнеме со Миркуловски и со Лазаров или со Талески или Кузмановски и немаше да видиме што може еден, што може друг. Во принцип мислам дека ова репрезентација главен проблем во перспектива че има во одбрана со позиции 3 и 4, кај што се е главната битка. Јас се уште, иако Никола Марковски веќе години игра и Талески, се уште не гледам таму. Играч налик на Јоновски, например, според мене, јас налик на Јоновски уште не гледам на Марковски, терен. на Стоилов, Митко и така натаму. Значи, тоа веројатно е нив многу, пак ќе кажам, да не се правиме ние паметни тука, или јас да се правам паметен, нив им е уште појасно, но треба да го најдеш некаде во лигата. Од големите успеси кога ги постигнувавме во ракомет, барем мој впечаток е дека ги постигнувавме со силна и цврста одбрана. Дури кога во напад бил противникот помоќен од нас, таа волја во одбраната ни носела добри резултати. Ти во една екипа мораш да имаш луѓе што косат и луѓе што вода носат. Значи луѓе што во позадина работат, значи никогаш Велко Марковски, Аце Јоновски не бил на пиедестал. Така? Или Митко Стоилов, или јас кога сум бил во таа констелација. Ние никогаш не сме биле на пиедестал, но ние сме биле карактери кај што тоа нас не ни пречело, не ни сметало тоа. Значи се знаело кој во екипата кој троши топки, ама кој
во другава страна од теренот кој одработува таа работа валкана, да ја наречам, кој што треба да се некој да се истепа и да се или да се ограничи некој играч. Дали лажна слика прикажам мечот со Данска или тоа беше почетничка селекторска среќа на Кире, лош ден на данците, иако видовме Швајцарија вчера се држеше бајги со Данска? Да, добро, Швајцарија се држеше со една друга Данска вчера. Значи немаше некои играчи таму. Искрено мислам дека нема нормален човек што ќе ја дефинира таа утакмица. По мене. По среќа во спорт може да има во спортови како фудбал. Ние сега да дојдеме во ситуација на европско, да дадеме еден гол и да паркираме автобус во 16-ти, рогај во трибини. Многу чудна утакмица, не е за нас, цел свет тоа го прими како шок и веројатно со нешто ја заслужил таа среќа, тој што Така е, што среќата ги се добил, треба да се така таа се заслужува, но не таа може нешто ни донесе на кратко, но ништо значајно ако ние не продолжиме, не покажеме со Швајцарија дека полека одиме нагоре, затоа што европско е сега, одма ќе дојде за 6 месеци. Кое здраво тепање во кариерата го памтиш, од кого го имаш примено, на кого го имаш дадено здраво тепање на терен? Она што го памтам како чотек што сум го јадел е од Исланд дома. Мислам дека беше веднаш после светско првенство игравме квалификација. И тоа го памтам како нешто, една непроспиена ночка што викам јас подобро да те најдат во некој сокак да ти степа, знаеш дека ќе те тепа, а ти ако ништо друго ќе скриеш главата и ќе И пикерите општо Да. највише ќотек јадат на терен. И имаше една фотографија излезе во спортски новости тогаш. Сега да беше во овој момент, сигурно 90% луѓе ќе мислеа дека е она фотомонтажа, фотошоп. Значи, јас и Паскал Хенц свртени наопачки. Рамото ми е на земја овде, главата свиткана, него фатено, не знам, тој во некоја фаза вака хоризонтална. Значи сме скокнале и двајцата паѓаме и тој не фатил и вика, го гледаме се сликата таму и вика после овој пат сигурно на мене ми е скашен вратот, нема друго. Значи како сум паднал, го скашил вратот, ја не се ни сеќавам. Слични моменти немаше меѓу Металург и Вардар, го паметиме Како тоа не? луто ривалство кога Мене ми крв е, паѓаше на терен. кога правиме мовет за Металург и Вардар, имаше една година кога првата титула која освоивме беше Наумче, беше во Вардар, беше главен играч. Тоа е Ја- пета-шеста некаде. Да, 6 дојдев јуни. така, И ја цела година имав тетива оперирано, некаде оперирав тетива, да речеме, октомври, ноември, и се вратив до март месец, беше Јовица Цветковиќ тренер, и буквално не постоев во екипа, значи не ме играше. Имаше пред мене некои играчи и јас не играв. Тренирав, ама не ме ставаше да играм, немаше доверба во мен. И дојде клучна утакмица да играме, трета утакмица играме во автокоманда. Нели, тепаме дома, губиме таму, играме таму. И знаеме дека човек што може да не победи е Наумче Мојсовски, и директно и индиректно. Значи од него ќе има Ракчевиќ, од него ќе има Прибакли беше тогаш или кој да е, Кукри, значи тој може да не добие. И почнуваме ние, тоа беше интересна работа што Цветковиќ беше, Јовица Цветковиќ што е нели легендарен играч југословенски олимписки шампион и го имаше тоа. Значи мене ме извади на 5-1 на Наумче, пошто ја Наумче го познавам како џебот свој. Во Струга од 7 години сме заедно. Знам што го нервира. Знам дека е многу јак физички и дека не можеш да го на тој начин мораш нешто да бараш чаре. И буквално Наумче 45 минути го неутрализиравме и тоа ми е нешто што е Тогаш да идеме интересно. на следен чекор, бидејќи ние на гостите обично им даваме некои задачи, предизвици за тебе како сериозен, ќе мора да одлучиш, ајде Тончи, пушти првата фотка, или, на кој ќе му дадеме предност и кој важи за пикер, да речеме, број 1 или некој што оставил најголема За во тесна уличка кого ќе земеш? Многу тешко. Значи, голем респект за Димовски, кој што Господ не му дал се што сака во физичка смисла, али постигна многу.
Да беше малку повисок, може да подобра кариера ќе Повисок и изградеше. поисправен малку. Не, шала настана, значи сериозна кариера направи и е неизбришлив дел од. Со Ванчо може кафе да се пие и секогаш е интересно, што има добри информации, а Столе е другачина, голема јунак е голем. Не можам значи не можам Медалите- морам да изберам на Стоилов затоа што го постигна. Значи два пати пехар да кренеш Лига шампиони. Со него имам една ајде кажам, може да се каже анекдота. Значи јас значи јуни се откажувам од ракомет. Тој во Металург не го пушта Металург во Вардар да оди. Вардар го бара, Металург не го пушта, од друга страна трет четврт пикер во Металург. Лино не го симпатизира. И не го пуштаат и дојде ситуација, мислам дека септември месец дефинитивно отиде во Вардар. Подготовки репрезентација пред Европско првенство во Србија, ја одам да ги гледам редовно, сакам да видам што играат, како играат. Завршува последен тренинг, треба да патуваат за Србија и му викам Столе, а со Столе 3 години го носев на тренинг заедно, што помало од мене, тоа 87-ма. Так. Со колата го земав Рисиче, си одев на автокоманда. Значи секој ден. И си го имав како дете, сега веќе, не е дете, тоа е институција во Македонија. И му викам, сине му викам, ти, тоа што ќе го направиш на европско, му викам, ќе бидеш најголемо изненадување. Затоа што ние го видовме Столе беше среден бек до 18 години. Значи среден бек играше, за младинци играше среден бек. И дојде ситуација, го ставија на пивот, и тука одма се почувствува дека тој е како риба во вода. Тој после почне да се шири малку и да се продлабочува. Ама тоа него му даде простор да и неговиот прием, неговата реализација, неговото срце. Значи нема, морам него да го изберам, реално, значи тоа што го направи тој е. И уште една задача. Овој лик мене воопшто не ми е омилен, искрено ти кажам. Не те импресионира. Но мене ми е како да човекот одработува, не игра со таа жар, затоа што мислам дека тој може уште подобро да игра од ова. Да има жар, уште подобро. Значи тој по мене нема ваква рака, не постои во ракометот. Ова е не. Тој може се што ќе посака да направи. Но мислам дека не направи доволно за разлика од другиот, кој што ниту е највисок во светот на ракометот, ниту има најдобар скок шут во светот на ракометот, ниту има далеко од дуел игра, а тој има даено, не знам сега, 1500 голови или не знам што, има направено тоа што направи. Така да џабе збориме тука сигурно Кире. Сега да видиме колку е вака стручно Да. подготвен и за нашиот хуманитарен и општествено одговорен дел. Ние во соработка со нашите партнери Златна Копачка. Правиме еден хуманитарен тикет кој што со ваучер од 500 денари, со 5 утакмици што ќе треба да ги истипуваш, ако ги фатиш, дај Боже, ќе можеш да го донираш тикетот. До сега 2 добитни тикети Индира Кастратович. Прва, Ќе играм 3+. 3+ обичам. 2-1 ќе заврши ова, да. ајде јас ќе идам тогаш Кеци од 2 до 4. И јас мислам Кеци 3+. Да, добро ти е тоа. Лиле едно супер изненадување во Франција, е Прв е во Франција на 4 утакмици до крај. Ќе играм 0 до 2 гола. 0 до 2. Евен тешко ќе победи 1-0, ама тешка победа ќе биде. Јас тука би одел де исто Кеци 3+. Јас ќе играм двојна шанса 1 или X и плюс од 0 до 3. Ја не очекувам тука голов. Кеци и 0 до 3. Да. Ова више се двата дерби во најголеми. Премиер Лига. 0 е типувам, може и 3+ да ја комбинирам. 2-2 ќе заврши. X и Да, X и 3+. И X и 3+. Да. Добро. Пишуваме X. 2-2 и тоа добро дерби. Плюс. Мада после А има X било кога и 3+? Да биде посигурно или нема? Не, Што сум ја, но што го прави билтенот. Ајде, ако има таков. така види за некој. 1 до 3 прво, 1 до 3 второ. Јас X било кога и од 0 до 3. Ако постои тоа. Ако не постои алтернатива, Само X било кога ќе остане. Удинезе Јувентус. Нека биде двојка и 2+. двојка и 2+.
Јас ќе играм двојка, 1 плюс прво и 1 плюс второ. Јас тука би идел X2 и 3+. И ова ни е последната Валенсија Барселона. Ја ќе играм дека ќе дадат двете екипи по еден гол Гол прво, и двојка. двојка и гол прво. Двојка и гол знам дека може, ама двојка и гол со одредено полувреме, ќе го запишам. Ај Ако вака. Али ќе добро направиме. и тоа, двојка и гол е Ајде, супер. добро вака нека биде што ако Тоа да не ти више е проблем. И поголема Двојка, дава гол. шанси за втора, да. Добро. Так. Супер. Така 1-3 ќе заврши, затоа не знаев дека можело така. Так. Супер. Добро, ти колега? Па јас сакам така да играм да. ти ја пишам и тебе. Значи ова ќе го сватам како комплимент. Јас одам 2 од 2 и Ајде. 3+. Сега ние на ова легендарно дзидче, тој што ќе дое после тебе ќе треба и тебе да те види, така што ова е моментот каде што треба автограмот ние да го ова е у некој фајт, ова со Норвешка. Ова е Норвешка, ова е пикер легендарен. Супер. Уште многу дека. теми има со Ѓоргон за Има. дискутирање, ама ќе оставиме за некоја наредна прилика. Фала ви на поканата, Фала ти. се гледам. Се гледаме. Овој дел никад го чекам. А тек ја Види. Ѓоргон типуваш и смело и пристојно уши и со ова. точни резултат. By the way, што направивме ние? Ајде. Не ти што направи. Па не следев да ти кажам право. Продукција, си играте мајтап со мене, Па ти ко да не знаете дека давам шанса никаз да бидеме Па у игра, ти не за- е за фер, се- бе. ти Не за е фер секој- да се одлепам и у овој дел, бе. за сите типувања која не си фатил ни една стварно компири, брат, да ти се доделува плантажа, цела пелагонија ќе напунеше. Компир садам, компир вадам, никад си го тепам и Шта без си тоа тепаш, и бе? без ова пак си имам генерална квота појака. И ај кажи ми да фатам нешто и ќе ти биде интересно. Полека, Боле со полека. компири да си играм додека ме стигнеш, па тек да убацам у трет. Веќе наредната епизода престигнат си. Чекај, да се прашаме и у еден посебен, интересен дел, ама прво ќе повикам Тончи да не удостои со една лига наша на Гол 3+, Така. што се вика Фантази Премиер Лига. 5 кола има до крај на Премиер Лига, да видиме тука И како ова се стоиме. момците во топ 10, секоја чест за Плаво, Бели, Стефан, Кипри, Значи, пази, од 2085. прво до 10 Па то мајсторе. Од прво до 10 место во 40 бода 50 ни се сите. Но Рашфорд, но парти постие момакот. Познат ми е, седи само дома и 24/7 ги И бозга. Дуца, 6-то место, браво, маки. Една го и Стефан Гочев. А и Весна пети е. Смијанац не се дава. Весна Змијанац тука е цела сезона, того тикај си. Јас сега ќе ти покажам. Ајде, Тончи, кај сум јас да видам на фантази? Леле, ево го Golden Boys. 28 падна. Golden Boys. Се држав до 15-16 и падна 1964 бода. Првиот бајги ми бега сега, да не се лажеме. А мене посебно ме интересира кај си ти на оваа сцена. Соња, ре, у нешто барем да си подобар. Каков гаргамел си, каков гаргамел си. Добро, ти. добро отворив емисијата. Се потврдува по кој знае кој пат. 130 бе. 1600. Ме Види, скина повреди сезоната. што ти скина бе 400 бода помалку имаш бе. Момак. Повреди и 10 корона. кола да си почнал покасно, па ќе си фатил некој ритам. Повредите и короната ме Од 135 и 130 сега. Или не 200. Не кажу и гачки и басни, кога сме кај надпреварувањата, се иде нови фин дел кај што треба да се надпреваруваат нашите следачи, гледачи, фанови. Ај прво кажи ги оние што веќе се што го новчија тоа што беа прецизни. Така. И 10 прогнозира ваучери, како- 10 ваучери од Златна копачка од по 200 денари, 5 од точни одговори на Facebook. Имаше точно одговори, така и на Имаше двете платформи. 11, 10 се добитни. Која екипа прва ќе даде гол? Тоа беше ПСЖ Мбапе даде во 4-та минута уште гол. На Facebook добитни ни се Митко Стојанов, Горан Ѓуровски, Даре Крстев, Зоран Јевремовиќ и Дарко Ристовски, додека од YouTube тоа ни се првиот ни е потпишан РТХФ ГХЈ, така да
Мајсторе, пошто немаме тука графче и кугла да видиме кои се пријавени се во инбокс, тука ни е Виктор Рибески, Лука Митков, тоест Лука Митев, пардон, Софија Јевремовиќ и Никола Спиров. Се гледа дека кога ќе давам задача има интеракција, Ај, дај пак влиеше задача. коментари на Facebook и на YouTube, така и ќе продолжиме. Еве сега Никац нека биде која екипа последна ќе даде гол од овие понудени 5 надпревари, вкупно 10 екипи, која последна ќе даде гол. И секако ваше е да коментирате на Facebook, на YouTube, да се претплатите на YouTube, за први да ги добивате сите информации, лајк и шер на емисијата на Facebook и влезете во нашата наградна игра или нашиот надпревар. А во меѓувреме, гледајте Ракомет, сега викендов игра Македонија повторно. Не бидете ко мене да подзаборавите малце да го средите на фантази тимот, па некој лик као Слави да се прави паметен. Многу вежбал. Средете го, играјте за нашата прва награда, дресот и што да ви кажеме. Се гледаме после празниците пак.